убаво кога се случуваат вакви настани од културата, еве поготово и во Тетово, да не биде нели само Скопје центарот на настаните на културата, нека има и во другите градови, нека е посетено. Меѓутоа сега ние ќе преминеме на следната тема која што јас ја најавив и сите кои од почеток нели слушнавте, ќе зборуваме токму за ова што сега го гледате на екраните, кои се најчестите повреди во летниот период и како се третираат, а ќе зборуваме со нашиот гостин од Систина, на доктор Даниел Јакимовски, специјалист по травматологија. Да. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добар ден до вас и до гледачите на Алфа телевизија. Благодарам. Ке имаме можност сега да зборуваме за повреди. Ке остапиме и простори на гледачите доколку се повредиле или имаат нешто, се соочиле со некаква повреда, слободно да се јават и да постават прашање до вас како травматолог. Меѓутоа да разграничиме специјалист по травматологија. Тоа значи дека кога ќе се повредиме, ние сме веќе травматизирани? Да, тоа на некој така? Да. Постои травма кај нас. Травма на, ние третираме травмите на локомоторниот систем, односно на скелетниот систем, на коски, мускули и другите елементи на телото чувствува травма при повреда. Меѓутоа сега веднаш ќе одговориме на прашањето кои се најчестите повреди во летниот период и како тие се третираат. Што значи? Ајде да започнеме со тоа кои се најчестите повреди. Можеме да забележиме гужва покрај кеот, луѓе кои што вежбаат, луѓе кои трчаат, возат велосипед и така натака, секој со своја физичка некоја активност. Меѓутоа вие како ваше искуство што кажува? Кои се најчестите повреди и дали се повторуваат? Па да, обично ние имаме летен и зимски период на повреди. Со почетокот на летото се зголемува фреквенцијата на движење, како што кажавте и вие, се зголемуваат спортските активности, движењата во природа, движењата во сообраќајот, посетата на базени, на езера, на мориња, така да општо целото население е раздвижено, поттикнато од топлото убаво време. Така да се вака најчести повреди почнуваат од најобични повреди, да речем, од контузии, гребаници, рани, па се до потешки повреди, фрактури. Не Боже, меѓутоа животот се носи, па се случуваат и таквите потешки повреди кои што можеби носат и поголеми последици. Меѓутоа ќе започнеме од овие полесните. Што треба да сторат во моментот, еве сите оние кои што може да се соочат и во иднина, еве никогаш не можеме да знаеме што може да ни се случи, нели? Меѓутоа и за оние кои што се повредиле, што е она што вие го советувате како травматолог во моментот што треба да сториме? Па вака, сега во моментот на повредата најобично се ако се дешава во урбана средина, да речеме на Киеве, на Вардар или каде и да е. По парковите. По парковите, да. Најдобро е на лице место да се укаже некој доколку знае да укаже прва помош, али најдобро е да се повика брза помош и да се реагира од адекватни обучени лица. И нормално ако се работи по проценката, ако се работи за потешка повреда, да лицето биде пренесено до првата здравствена установа, да се укаже адекватна помош. Кога се укажува адекватната помош, тогаш веќе нели на лице место се знае за каков вид на повреда нели станува збор, скршеници, гребнатинки како што кажавме, но ќе почнеме од гребнатинките. Доколку сега имаме гребнатинка, што треба да сториме при прва помош? Да, па добро, тоа и често и сега во овој период обично по малата возраст, да речем, па децата. И за дечињата, дечињата обично ностоп имаме, ги носат со гребаници, со одредени лацероконтузни рани кои треба да се обработат и да се сошијат во зависност од повредата. Па добро е да се оди на доктор да се исчистат тие рани адекватно и да се третираат адекватно. Така. Кога зборуваме за раните, потоа овие полесни повреди од типот на контузии конзервативно се лекуваат со мирување, со ладни облоги. И во зависност како што кажавме, овие најтешки повреди, фрактурите, тие исто се третираат на два начини, конзервативно и оперативно. Во зависност кога ќе дојде до оперативното, веќе малку поспецифично се работи за поспецифична повреда. Така. Сега во зависност од самата фрактура, да речем, ако се работи за стабилна фрактура, ја третираме конзервативно, со поставување на гипс или на одредена ортоза за третирање на таа повреда, а доколку фрактурата не е стабилна, налага да се решава оперативно. Така.
Ние секогаш нели еве ќе почнеме од повозрастните лица кои што се соочиле со било каква повреда, затоа што тоа е една од поголемата популација, не следат сите, меѓутоа поголемата оние повеќе што не следат се токму од оваа возраст која што ја споменувам, повозрастните, затоа што во зимскиот период секогаш делиме совет да бидат многу внимателни кога се оние студени денови, па кога има изврнато и снег, да не се лизнат, да не паднат. Меѓутоа што е што ние ќе го препорачаме сега пак во летниот период на овие повозрастните, а и доколку еве сте се соочиле со било каква повреда во моментот, можете слободно, доколку имате прашање до нашиот гостин, до доктор Даниел Екимовски, специјалист по травматологија, слободно може да ни се јавите и да поставите прашање. Која ќе биде препораката? Препораката е сега добро, и каде најмногу се шетаат и кои се најчестите нивни повреди? Видете, сега најчестите повреди, тука се повреди на обично постарите лица, повозрастните да речем, имаат проблем со остеопорозата и најчести повреди се падови, лесни за нас лесни падови, за нив тешки излегуваат затоа што доаѓа до фрактура најчесто на колк и на други, али најчести повреди кај повозрастната популација се при лесен пат се фрактурите на колкот. Поготово оние кои што се соочуваат, како што кажавме. Така, да. Зборуваме за повозрастната група. Сега препораки за нив е... Потешко оди процесот на лекување во моментот на повреда. Најчесто тие повреди се третираат оперативно, па потоа имате еден период на рехабилитација, така да одзема долг временски период, а и сепак е, мисламе, голема травма е за таа возраст на организмот. Препорака би била да движат, да шетаат во пораните утрински часови, кога не е толку жешко, затоа што сепак заради возраста и се може да се слоши, да паднат. Да, колабирање е, тоа се случува и кај помладите. Да, и во повечерните часови, кога е поладно времето, да внимаваат да носат соодветна облека, соодветни обувки, да бидат стабилни во движењето. Тоа би била вака да ни препорака. Така, и да внимаваат пред себе. Еве имаме гледач, па ќе го вклучиме да видиме со конкретно прашање до вас. Добро ви утро. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав до вас. Благодарам исто. Сакам да го прашам докторот. Јас имам травма на 4-та и 5-та метатарзална коска, имам скршеница пред 3-4 години. Значи, после тоа, сега овој период, почнав да осеќам болка на сабајле при загазување. Дали треба да се проследи, да направам една снимка, еден преглед, дали може би е потребна некоја физикална или нешто, некоја терапија, зашто стварно почнува да ми смета, особено на штикла или потесна обувка. Така. Ви благодарам. Во ред, ви благодариме и ние да одговориме. Да, само не разбрав дали е третирана конзервативно или оперативно повредата. Па може да се јави повторно да ни каже. Како и да е, мислам сигурно треба да се направи доколку има проблем, како што кажа самата пациентка, треба да направиме еден пред 2 години вели дека, мислам дека оперативно. Да. Треба да се направи една контролна рентген слика за почеток, па да видиме за што станува збор. А што може да се случи еве после 2 години да се почувствува повторно болка на истото место каде што е третирано? Па видете, сега малце период поминат од тогаш, 2 години е сепак период за повредата. Најчесто доколку не е соодветно третирана во првиот момент, да речеме, и не соодветно зарасната таа фрактура, тогаш може да прави покасни проблеми од овој тип, а може и да се работи за нешто друго. За нешто ново што го поврзуваме можда со таа повреда. А дали некогаш тоа сето можеме да го поврзаме со времето? Јас морам тоа да го прашам. Со промената на времето и слично од овие. Точно, тоа мислам тоа така и зошто е тоа така, да објасниме еднаш убаво. Тоа е така затоа што повредите на коската остануваат трајно, да речем, како последица на самата коска и реагираат на временските промени. Да. И тоа го чувствуваме. Поаѓам од себе, затоа и прашувам. Мислам, тоа е, да речем, 95% од пациентите го кажуваат тој момент дека
времето на има промена на времето имаат чувствуваат болка каде што била повреда. Ете така, може и тоа да е причината, меѓутоа добро е нели гледачката да се замине на Добро е на лекар и да се консултира, да така. се види дали е Да се последица утврди. на Дали таа од времето повреда, или не. или е на Добро. нешто ново. Да, така. Ете, убаво, се надевам дека ќе биде добре дојден одговорот и за сите оние кои што ќе имате потреба да се јавите, слободно можете, имаме време до 9 часот 25 минути. Сега имаме гледач, па ќе го вклучиме. Добро утро. Добро утро. Повелете. Исто јас имав фрактура на зглобот и ми беше вградена шипка и штрапови. Тоа беше негде пред 4 години и меѓутоа се уште ми се во ногата. На контролата по година-две ми рекоа ако немаш проблеми не мора да се вади. Дали тоа така треба да биде, а не осекам никакви проблеми. Да, предпоставам за да се работи за подколеница, така како За зглобот. За зглобот. За зглобот, добро, да, за скочениот зглоб на ногата, така? Да. Добро. Да, видете сега, обично тие тој остеосинтетски материјал го вадиме за одреден период после аплицирањето, да речем, после фрактурата, но и доколку остане нема проблем. Нема проблем, Да. значи не би требало Тоа е да титаниумски материјал кој може им да со стравува телото, гледачката дека Немате доколку немате проблем од типот да ви смета во секојдневното движење, тогаш никаков проблем да остане. да не размислува дека има некое страно тело во себе. Ја разбирам потполно. Добро, за повредите кажавме оние кои се најчестите, меѓутоа кога зборуваме и еве летниот период е кога одиме езера, море, па добро и планините се тука. Што е она што треба да внимаваме? Зборувавме ние вака и приватно, нели, дека скокањето мора да бидат внимателни младите кога скокаат во вода, затоа што тука се случуваат оние најголемите повреди, не дај Боже некогаш и со тешки последици. Да. Со оглед на лето не потсетува секогаш на базен, на вода, на море, на езеро. Така да тоа е сето убаво, мислам, ми ги користиме тие водни површини за тие благодети на летото. Посебно треба да се внимавам. Ние секое лето ги имаме тие повреди, да речам, и за жал се катастрофални. Ова ќе биде еден апел. Да, голем апел поготово до помладиот свет, затоа што тие обожаваат да скокаат во вода. Да се докажат, да се покажат. Се е тоа убаво, но мора да се внимава многу. Кои се најчестите повреди при скок во вода? Најчестите повреди при скок во вода се фрактури на цервикалниот дел на рбетот, на вратниот дел на рбетот, каде настануваат често и иреверзибилни промени, да речем, доживотно остануваат инвалиди со квадриплеги, параплеги. Мора да бидат внимателни. Да се внимава на длабочината на водата и да се внимава на аголот на скокање, начинот на кој се скока. И каде скока. Така. Знам, затоа со оглед на тоа дека имам такви примери за жал и еве што луѓе што ги познавам, кои што се соочиле со токму таков скок во вода со тешки последици, каде што и ден денес се во инвалидска количка. Не дај Боже, не посакуваме апсолутно тоа, никому се подразбира, меѓутоа не посакуваме полесна повреда. Сакав да кажам сакав да кажам дека ние зборуваме за тоа и го нагласуваме затоа што апелираме до гледачите. Сега ќе вклучиме и следен гледач за да го слушнеме со последно прашање до нашиот гостин. Добро утро, повелете. Повелете. Зборувате уште, гледам на телевизија или вклучена сум во програма? Вклучена сте во програма и повелете со прашање. Сакам да го прашам докторот, јас имам доле на нозете кокалчиња или коска испакната на ногата, која што особено се активира во летниот период. Дали треба да се направи хируршка интервенција или може да сеублажи без хируршка интервенција со некакви помагала и така. Значи ми пречи, ме боли при одење и така. Посебно е активира во летниот период од жешкото, отекува и станува црвена и ми ги кине патиките, ми ги кине чевлите, како да ви кажам. Дотолку. Така. Ке може ли јас да ве прашам дали досега сте биле на преглед? Бев во градска болница, кај доктор Камиловски, ја виде и знаете како рече ова, целосна анестезија,
ќе треба да се сече коската, да се исправи прстот, меѓутоа со оглед на моите години, јас имам 59 години, Па не не би сакала да се подвргнам на таков завет и бидејќи запати сум од јетроопедирана целосна анестезија. Да се уважи тоа кокалче, да не биде толку големо и да не ми прави проблем. Дали постои друг начин сакате да прашате без оперативен зафат? Да, или некоја локална анестезија, не знам. Добро. Да се намали малку болката. Така. Вака сега, за жал, професорот бил во право, Камиловски рече, ние тоа едно е хирушко. Сега во типот на анестезијата може и да се, мислам, таа операција да се изведи со спинална анестезија, така да ако ве плаши ова целосната анестезија, да речам. Да, ме плаши, затоа што лошо поминав со 5 сата со црниот доб и после не можев да се опоравам од анестезија. Но кога е во прашање нова, мислам дека не мора да може е и со целосна. спинална анестезија се изведуваат тие операции, најчесто и во спинална анестезија ги работиме, али конечното решение е само оперативно. Оперативно. Да. Колку би траело тоа да не можам да одам или како? Мислам, колку време ќе бидам, дали ќе можам да одам, после колку време? Па сега рачунајте дека од прилика некој за месец дена ќе може да одите нормално како што сте биле претходно. Во меѓувреме Значи не е толку страшно. Да. Ние ги само решаваме. соберете храброст. Така. И возраста ваша не е, мислам, не е некоја одмината да се Убаво мислите, кажете, да. Затоа што, мислам, активни сте сигурно, така да ви смета, предпоставувам. Да, ви благодарам, ви благодарам за јавувањето. Па да, очигледно според годините не е воопшто нели во некоја старосна Да, мислам, физички активно. Да, возраст поодмината, туку едноставно убаво кажавте дека во години каде што повеќе се движиме, што значи дека еве за гледачката оперативниот зафат е неизбежен и не мора со целосна анестезија. Знам дека за нога може и со спиналната. Сега значи зборувавме и апелиравме за скоковите во вода, да бидат многу младите внимателни, родителите исто така да ги советуваат, да бидат предпознати и да им кажат дека може да останат со трајни последици доколку скокаме во вода, а не сме внимателни при тоа. Вие сте виделе и сте го доживеале тоа како травматолог и многу добро знаете нели зашто сега ние тука зборуваме и апелираме. Што би бил вашиот совет од ваша страна, според сето она што сте го доживеале? Да, советот е вака, сега одредени базени, одредени плажи и на море и на езера имаат спасувачи на вода, кои што регулираат, мислам, и апелираат до скокачите во вода да внимаваат и да пазат. Али има плажи каде што не се под надзор на стручно лице, мора да внимаваат. Значи, пред се треба да се знае длабочината на водата, затоа што повредата настана кога главата удира директно во тлото дали на базенот или на подлогата на езерото или на морето. Тоа што настанува до компресија на рабетниот столб и фрактура на одреден прешлен. Па да, затоа и токму на базените не има на предупредување забрането скокање во базен, затоа што претходно најверојатно се случиле потешки последици, па зошто некој едноставно тоа да си го земе врз себе, а не е виновен за ништо, па затоа некои апели мора да се почитуваат. Меѓутоа и таа непослушноста некогаш и за жал младоста си носи свое, но треба и во младоста многу многу внимавање. Точно. Возење велосипеди, исто така ролерки сега. Сега тоа е и останати други ден. Најактивен период е возењето велосипеди, возењето тротинети, електрични тротинети. Да, во мода се сега. Да, во мода се. Има повреди имаме повреди, како не. Да, така. Затоа што, мислам, сепак и нашиве улици ги знаеме како изгледаат. Мала нерамнина може да ги сврли од тротинетот. И да се здобија со последица, со скршеница. Да, обично имаме повреди такви и мојот апел до тука би бил да се носи заштитна опрема. Значи, кацига пред се, дали се користи. А тоа не го гледаме. Да. Не го гледаме тоа често. Јас исто многу малце гледам велосипедисти или за разлика од западните земји каде што тоа е обавезно. Да, ама тоа спасува многу. Многу животи, така е. Значи тоа би било прво нешто што мислам секој од дома кога излегува со велосипед или со тротинет или со ролерки, треба да се носи заштитна кацига за главата. Сега за овие ролерки имаат и заштитници за колена, за лакт.
Така. што исто така помагаат, али кацигата пред се, мислам, на број еден што Затоа што главата треба, е да, од таму да. се уди така да во нервниот систем и мора да бидеме внимателни. тука се тие фатални повреди на глава, да, а се случуваат. До сега веќе почнаа повредите? Без Да. разлика што апелираме секогаш, да, имаме, мислам, веќе До се... сега кои најчесте повреди се случија? Па видете, во детска возраст најчести се повреди на горните екстремитети на раката, да речем, на рачниот зглоб, на подлактицата. Од пат? Од пат, да. Најчесто се тие падови при играње, при пат на рака, пат од велосипед, пат од тротинет. Велосипед затоа што не носеле заштитна опрема, претпоставувам? Да, ама и добро, за раката немаме шанса да ја заштитиме, али мислам, тие се вака едни од почестите кај децата. Фрактури на рамо исто така имаме. Мислам, сите фрактури се стапени, овие се најчести заради лесните падови. А сето тоа од убавина, нели, да одиме да се рекреираме и завршуваме со последните. За жал. За жал. За жал. И тоа така. се случува, меѓутоа Да. мора да, еве, убаво што сте наш гостин ова утро, па ако ништо друго да допреме до некој за да ги поосвестиме малку, за да размислуваат поинаку, без разлика, ајде да го земеме велосипедите и одиме на возење, меѓутоа треба и за тоа да се внимава многу на каков начин Внимателно, го правиме. мислам, препораката е внимателно, и внимателно во сообраќајот, внимателно во движењето во планина, внимателно при работа во поле, сега е градежништвото е во полник работа. Да. Секаде да се користи заштитната опрема максимално и да се внимава на постапките во движењето. Колку штити заштитната опрема? Еве, например, и при потежок пат доколку имаме, заштитната опрема може да заштити? Како не? Така. Заштитува многу. Заштитува многу и мислам сега имаме еве и падови од скелиња, ви кажав, со овој период на градежништво. Имаме повреди со работни машини во земјоделието. Мислам, доколку видите шансите да се избегнат повредите и поготово овие потешки повреди се многу помали доколку се постапува по некој протоколи на заштита. Кои треба да ги запазиме. За крај совет од вас до нашите гледачи, еве и до гледачите кои што се јавија им одговоривме убаво на нивните прашања, ги посоветувавме. Така да совет би бил да уживаат сите во летото. Но и да внимаваат. Да внимаваат, со големо внимание. Така. Да не биде после да не бидеме травматизирани од повреди. Така, затоа што траумата е токму, дури и траумата на мускулатурата или на сите оние коски што си ги имаме во себе во телото кога ќе се повредиме, самите тие си ја чувствуваат повредата, меѓутоа и ние психички сме травматизирани. Нормално. Дури пред да сториме нешто, ете како што кажува гледачката, дали јас месец дена треба да колку е временскиот период, тоа веќе е травма. За жал, повреди одземаат долг период. Период, месец, два, периоди на рехабилитација, па и така да не оди се преку ноќ. Да, мислам многу планови се одлагаат и се пореметуваат со една повреда. Благодарам многу за вашето гостување, па се гледаме повторно во следна прилика. Благодарам јас. Почитувани, тука е крајот на Добро утро секое утро. Ви благодарам исто и за вашето внимание што бевте со нас. Останете понатаму со програмата на Алфа телевизија и не излегувајте доколку немате потреба со оглед на тоа дека и денеска ќе имаме многу топло време и УВ индексот ќе биде висок. Бидете со Алфа телевизија. Довидување од мене.